Да, верувам дека уживавте во овој разговор и се она нели што ќе имате можност да проследите во изложбата која што се уште е во тека во Eastgate Mall, па така што еве овој продолжен викенд можете да си го искористите за посета и да ја погледнете токму инклузијата на ромите представена нели преку изложба. Ние ќе продолжиме со одбележување токму на денешниот убав ден, убав празник, Светски ден на танцот, 29 април. Дефинитивно нема ништо поубаво нели кога ќе слушаме музика и танци, кога имаме весели луѓе кои што нели сакаат да не расположат и кога гледаме како танцуваат. Јас навистина многу често и се воодушевувам на голем број на луѓе како ги изведуваат танците. Токму тоа може да ги зближува и луѓето и секако дава една позитивна енергија. Токму по повод Светскиот ден на танцот, ова утро во студиото го имаме Трајче Петковски, кој што верувам дека на многумина веќе ви е познат, нели? Мислам дека е number one, човекот број 1 кога се работи нели за танц, за кореографија во Република Македонија, па веќе и во регионот. Трајче, добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата, да ги поздравам гледачите на Алфа, но пред се би сакал да ги поздравам и Сидора, Михаел и Доротеја, моите најверни гледачи кои што се станати од 7 сабајле и чекаат да ме видат на Алфа телевизија. А како кореограф не сум прославен, но како организатор на настани морам да кажам дека ете полека целиме кон некои поголеми дострели и ви благодарам за убавата најава. Да, меѓутоа едно време буквално учеа децата од тебе и кој те учеше Трајче вака ми покажа, Трајче вака, Трајче најдобро знае. Така што беа нели имаше и такво време каде што ти буквално ги подготвуваше нели децата. Пред се нели сакам да ти го честитам овој голем ден за вас, за сите вие кои што се занимавате и работите на полето на танцот, па ќе те прашам директно што за тебе представува овој ден, односно Светски ден на танцот. Стално на овој ден кажувам дека да ми речеше некој пред 15 години дека танцот ќе ми значи се во животот, не би му поверувал искрено. Причина за танцот и за тоа што се залюби во танцот е пред се мојата сопруга Андријана. Почнав скромно покрај неа да ја помагам, од тоа излезе љубов и сега стана обсесија, главна љубов, начин на живот, задоволство во животот. Буквално се значи за мене танцот во моментот. Даваме многу повеќе од тоа што мислевме дека можеме да дадеме, мотивација ни е за понатаму во животот. Значи милион аспекти кои што ми се во животот, ми се поврзани со танцот и не можам некоја посебно да издвоам и затоа и кажам се ми значи буквално во животот. Да, Трајче, на овој ден ќе разговараме малку повеќе нели за танцот во Македонија и за сите танцови настани кои што се случуваат нели тековно во годината и за она што ќе се случува нели денеска, но каде се наоѓа Македонија кога се работи нели за танцот, особено за овие нели помодерни танци кои што ги имаме во денешно време, каде се наоѓа Македонија во споредба со останатите земји? Зависи, значи во некои сегменти сме многу поразвиени од околните земји, но се уште сме далеку позади западноевропските земји, да не зборам сега Америка, Јапонија и останатите кои што веќе го имаат комерцијализирано до перфекција танцот. Со оглед на тоа какви услови имаме за работа и нели колкави се примањата на македонскиот народ, одлично котираме и супер се снаоѓаме и добро се бориме. Еве, со самото тоа што организираме големи настани, сме домакини на големи танцови настани, значи дека супер напредуваме. Затоа покрај финанси најбитното е да имаш мотивација и желба за да работиш. Тоа и ентузијазам, тоа ние го имаме. Не сум сам во оваа работа, во градењето на една танцова сцена, вклучени се сите клубови, се држиме и се дружиме помеѓу себе и тоа е најважната работа, бидејќи како заедница заедно напредуваме. Не може, индивидуалците може да напредуваат до одредено ниво, но заедницата може да напредува многу повеќе. Благодарен сум на сите. Ете и причината за која што сум доен е тоа заедништво кое што го имаме и со кое што ја градиме таа танцова сцена. Не може да се изгради само со еден клуб, може само со сите заедно здружени.
Да, но колку се работи на промоција на танцот во Македонија? Колку еве децата уште од најмала возраст се запознаваат еве со танцот? Што значи танцот? Колку е добро нели уште од најрана возраст да почнат да имаат нели да ги имаат некои оние вештини, да ја развиваат моториката преку танцот? Знаете како овие неколку години беа многу турбулентни. И баш овие години се види зошто е важен танцот, пред се социјализација. Ние последните 2-3 години го изгубивме тој фактор социјализација, сите си позатворија по дома. Благодарение на нашата брза реакција, ние добивме протоколи и продолживме со работа. И тоа беше клучен фактор каде што децата ги задржавме да продолжат да комуницираат и да се дружат. Бидејќи, замислете, сите позатворени по дома, си изгуби моментот на социјализација, се позатворени личности. Значи, тоа е едниот сегмент. Вториот е физичкиот сегмент. Работиме на моторика, на флексибилност на децата. Децата се обседнати со дигиталните медиуми, кои што влијаат и како на мускулите, на мускулните групи, на градбата на децата, на развојот на децата пред се, ние најмалечките. Значи, да не зборам колку имаме подгрбавени деца и така натаму. Значи, има многу сегменти на танцот кои што ние како танцови школи помагаме за околината да децата растат и се развиваат во здрави личности. Бидејќи, пак ќе кажам, новите трендови наметнуваат некои нови стандарди, ние се бориме со нив, пробуваме да се адаптираме на нив, да им го направиме попривлечно на децата, попристапно, за да може преку тој поедноставен, потрендовски пристап да им наметнеме здрави навики. Да, дефинитивно, нели сега уште од најрана возраст сите се во рака со мобилните и со телефоните, како што велиште, нели се подгрбавени, се повеќе нели стануваат такви, но сепак ова се работи нели за една физичка активност, за еден тренинг кој што исто така нели важи и за спорт, покрај тоа што е нели музика и уживање и забава, но од која возраст може да почнат децата да одат на танц? Знаете како е, имаме поставено некоја граница од 4 години. Таа е некоја возраст каде што може децата да, значи општо прифатена е кај нас во Македонија, 4 годишна возраст. Се зависи од дете до дете, има некои деца кои што се поповлечени, некои кои што се послободни, кои што немаат проблем, обично оние кои што идат во градинка немаат проблем да се снајдат во нова средина, така што таа е една минимална возраст за почнување, за запознавање со танцот, каде што учат координација, ритам и така натаму, основни некои работи преку кои се запознават и со нови другарчиња, со нови пријатели и почнуваат да ги стекнуваат некои основни предзнаења за танцот. Но пред се, пак ќе кажам, најважна работа, најважна алка во танцот е социјализацијата. Вие спомнавте музика, нема побав начин од стекнување на спортски навики преку музика и работа во група. Значи тука покрај тоа што тие работат на музика и учат дисциплина, работат во група, значи ги учиме да си помагаат. Тоа е многу битен момент, дека ги учиме дека тимот е посилен секогаш од индивидуалецот, дека ако не помогнат на другарчето, утре нема да му помогне другарчето. И дека ако не функционираат заедно како екипа, никогаш нема ни да напредуваат толку многу како индивидуалци. Така што тоа се некои основни работи кои што им ги наметнуваме на децата понатаму, кои што им помага да се изградат во што е можно подобри личности во животот, бидејќи времето брзо лета, денеска ги учиме на едно, а утре веќе додека да трепне станале полуматуранти и матуранти. Да, дефинитивно големи придобивки има нели од затоа што буквално се вежба целото тело преку танцот. Денеска 29 април, голем ден за вас. Како ќе се одбележи во Македонија светскиот ден на танцот? Пред малку можевме да го погледнеме нели промотивното видео од децата кои што играат токму пред Eastgate Mall. Сега од овде дафа, палам кола и одам во Eastgate. Во Eastgate се собираме неколку клубови од Македонија, мала бројка, символична, околу 1700 танчери, кои што во исто време ќе играат кореографија Everybody Dance Now. Со кореографијата го најавуваме Европското првенство во хип-хоп и брейкденс кој што ќе се случува во Македонија и со тоа го одбележуваме интернационалниот ден на танцот. Значи нема поубав ден од тоа да го најавиме Европското првенство од овој интернационален ден на танцот. Би сакал да поздравам пред се Брекалек, Еурека, Eat the Beat, Aqua Dance Studio, Dansa Latina Стефи, Expose, Urban Crew,
Многу клубови се кои што ќе учествуваат во One Dance Studio, значи повеќе клубови се од Македонија кои што ќе учествуваат, буквално цела Македонска асоциација за модерни танци, нека не ми се налутат некој ако некого не спомнав. Им благодарам за несебичната поддршка, сите ќе дојдат со минимум 50 на 100 танчери. Замислете сега, има викенд продолжен, сите се отидени надвор од Македонија или се во Охрид. Ние сме тука. Ние сме тука, но и танчерите сака да останат и да вежбаат, да танцуваат заедно. Значи, замислете една бројка од 1700 танчери заедно ќе играат и ќе настапуваат на иста кореографија. Сите посебно си имаат спремено и денеска прв пат ќе се сретнат заедно и заеднички ќе одиграат кореографијата. Тоа е една супер символика, се надевам дека ќе премине и во традиција и наредната година од 1700 ќе имаме 2700 или 3700. Да се дуплирате, па дај Боже, може да собориме некој Гинисов рекорд некогаш. Но многу ми е битно дека сите несебично излегоа во пресред и не поддржуваат и се поддржуваме и впрочем за тоа и танцот, значи една поддршка, една заедничка соработка која што дава супер резултати. Македонија дефинитивно е на светската мапа на танцот. Доказ и тоа европско првенство кое што ви го спомнав, може пред време го кажав, но доказ и тоа европско првенство кое што ќе го имаме во Македонија, на кое што ќе има илјадници луѓе кои што ќе дојдат од Европа да се надпреваруваат за титулата најдобар хип-хоп танчер или најдобар брейкденсер. Да, навистина мислам дека ќе биде одлична гледка да се види тоа како 1700 токму танчери од цела Македонија прв пат ќе се сретнат сите заедно и ќе играат на иста кореографија, но во колку часот еве денеска да ги поканиме сите оние гледачи кои што сакаат да ги погледнат овие млади луѓе кои што танцуваат, па и да им го разубават нели денот на луѓето, да ги погледнат во колку часот и на кое место точно во Изгейт ќе се одвива кореографијата. Нема да не промашат. Значи, Многу ќе бидете. 1700 луѓе е едноставно невозможно да ги промашиш. Значи тука не ги сметаме родителите. Сигурно ќе бидат повеќе. Се надеваме и порака и покана до родителите, немој да се срамите, вклучете се и заиграјте и вие со децата. Заиграјте со децата, пуштете ги од рака и играјте покрај нив слободно и опуштете се. Значи поентата е не да бираме најдобар танчер, туку да покажеме дека сите можеме преку танцот да се забавуваме и да уживаме. И да заборавиме нели понекогаш и на проблемите. Така ние одбравме old school песна една од пред 20 на 30 години Everybody Dance Now, сите ја знаат и младо и старо, малечките веќе сите песни ги знаат, големите исто така, така што е една популарна песна на која што ќе го одбележиме тоа. И што да кажеме, дај чекаме да видиме. Часот, да, извини. Од 13:45 имаме едно кратко загревање. Димитар Атанасовски е водител, модератор на настанот, DJ Нести и благодарност до DJ Панчо, Шорти, кои што ќе бидат исто дел од настанот. Имаме работилници со танчери со кореографија од Брекалек, Аква, Идабит и Урбан Кру. И во 14 часот се случува главниот дел. Ќе биде покриено на сите социјални мрежи, ќе имаме лајфови, ќе имаме видеопродукција која што ќе го покрие и се надевам дека повторно ќе дојдам дека за да ви го покажам, да ви се пофалам. Супер. Но еве уште една можност нели за да отидат гледачите и да го видат овој перформанс во живо. Спомена дека ова е најава нели за она што ќе се случува наскоро исто така, од 6 до 11 јуни се одржува Европското првенство каде што Македонија ќе биде домаќин. Спомена дека ќе имаме многу земји нели учеснички кои што ќе дојдат токму во Скопје. Што поточно ќе се случува и од каде се ќе имаме гости, односно учесници кои што си имаат пријавено и ќе настапат на Европското првенство во танци? Значи вака, ние како Македонија втор пат сме организатори на едно европско првенство. Првиот пат се покажавме како одлични домакини и аплициравме повторно, но и на барање на останатите земји повторно да се организира едно европско првенство во Македонија, бидејќи имаме супер услови, имаме две одлични спортски сали, Јане Сандански, каде што беше минатиот пат, а и Борис Трајковски, каде што ќе биде овој пат европското првенство. Очекуваме негде околу 30 на земји кои што ќе бидат на првенството, негде околу 3000 надпреварувачи ќе бидат. Искрено уште не знаеме бидејќи дедлајнот уште не е завршен. Имава рок за пријавување уште 7 дена. Огромна маса на луѓе. Тоа замислете си 3000 танчери, сигурно ќе има околу 3000 публика, значи тоа се 6000 странци кои што ќе дојдат во Македонија на едно европско првенство.
поголем настан од тоа Скопски маратон. Ја друг настан искрено не познам со толкав број на... Каде што Скопје е цело закупено. Скопје цело закупено, буквално нема хотел кај што ќе може да се сместат. Многу сме срекни, многу сме задоволни од тоа како тече процесот на организација. Странците исто така се многу возбудени што повторно ќе дојдат. Како што кажав, имаме супер услови, имаме медитеранска клима, јуни е топло. Ќе имаат одлични услови за вежбање, ќе имаат одлични услови за натпреварување во Борис Трајковски. Скопје е преубаво во лето и ќе уживаат, буквално ќе уживаат. Нели преска во еден неврзан разговор, вака кога ќе кажеш 3000 натпреварувачи делува делува нормално, но кога ќе кажеш дека само 900 луѓе од Словенија доаѓаат, тогаш веќе таа бројка е многу сериозна, значи 900 луѓе од една земја кои што бараат да се сместат во Скопје е сериозна бројка и тука ќе искористам приликата малку институциите да ги потсетам дека има луѓе кои што организираат во оваа држава огромни настани и кои што овие настани се вредни за да се поддржат. Пред се овие 3000... Тоа сакав и да те прашам, нели, дали имате некаква поддршка еве од институциите, од Министерството за култура или сите оние кои што се надлежни, нели, за танците и за афирмација, но и промоција? Многу слабо, да не речам воопшто, и затоа е уште една подсетник е да ги подсетим институциите дека во оваа држава се организираат огромни настани кои што носат голем број на странци кои што инвестираат, односно трошат пари во Македонија. И оваа држава живее од овие странци, значи ние сме амбасадори на оваа држава. И најмалце што треба да направат институциите е да ги поддржуваат несебично овие настани, а не ние како организатори на интернационални настани да се молиме за ваквите работи, така што уште еднаш подсетник, ние ќе поминеме супер на настанот, но институциите треба да се запрашат каква е стратегијата во наредните години, бидејќи сепак треба да инвестираме во младите и младите да продолжат да се занимаваат со танци, со култура и да не се иселуваат, да не ги гледаме да настапуваат за Данска и Словенија и Италија, туку Македонија да ја промовираме во наредните 10 години. Треба една таква стратегија во областа на културата. Не е само европското првенство, има и други настани кои што исто имаат добиено таква символична сума на пари. Па да, сведоци бевме нели дека и голем број од оние популарни и традиционални настани не добија оваа година и воопшто не добија нели финансиска поддршка од Министерството за култура, но да се надеваме на едни подобри времиња каде што денеска е многу убав ден, да бидеме позитивни, со музика, со песна, со танц, нели да заборавиме на тие некои еве така понеубави работи, да се надеваме дека ќе ни дојдат подобри времиња. Се надевам и ја исто, уште еднаш да се заблагодарам на сите танцови клубови кои што несебично се вклучија, впрочем нели за тоа гостувањето. Заедно сме посилни, танцот е супер начин на живот и супер спорт и сите ги поканувам да дојдат во Изгейт. Исто така ги поканувам да не се срамат да се дојдат во танцовите клубови кои што се најблиску до нив и да се занимаваат со танци, да се уживаат на музика и да бидат цел живот позитивни. Така да трече уште еднаш честитки за овој голем ден, убаво да си поминете и едве чекам да го видам нели перформансот како ќе изгледа тоа 1700 деца, односно танчери да играат заедно синхронизирано во една песна, во една кореографија. Ви благодарам.